Пред една година отприлика, неколку месеци по изборите, дојдов во Охрид. Бев приватно тука на 2 дена со моето семејство и се договоривме со градоначалникот кој што само што беше избран пред месец-два да се видиме. Го поканив да дојде во службената вила каде што престојував. Имавме долг разговор на само 2 точки. Може би 3 часа или повеќе. Едната точка му беше во каква ситуација е затекна општината. Огромни долгови, околу 30 и не знам и 5-6 милиони евра. И ми објаснуваше тешката ситуација во која и заедно размислувавме како да најдеме начини да излезе од таа ситуација, да продолжи да работи, да создава дела за граѓаните, кои чекори треба да се преземат пред се од негова страна, како ние можеме да помогнеме. Тоа беше едната точка. И можам да кажам, со таков наследен долг, човекот одлично се справува до сега. Може само да му се честита. Втората точка беше за луѓето во Охрид. Го гледав како искрено ми зборува за тоа колку сиромашни луѓе има во Охрид, колку невработени луѓе има, колку е важно да им се помогне. Вели премиере, во минатото како лекар најчесто луѓето доаѓаа кај мене. Ги гледав нивните маки, ама од друг аспект. Сега јас им одев дома, од куќа на куќа, од врата на врата, од стан во стан. Сите ме примаа и ја видов нивната мака во нивните домови. Вели, луѓето имаат голема мака во овој град. Или по-охридски луѓето, како што вели тој. Имаат голема мака. Мораме да најдеме начин да им помогнеме. Мора некако да се најдат фирми тука во Охрид да дојдат, во Охридско-Струшкиот регион, да вработат луѓе, да се отворат нови работни места. Јас му објаснував како одат работите, дека најчесто инвеститорите сами бираат, меѓутоа му ветив дека ќе вложиме двојни напори, да убедуваме компании тука во Охрид, Струга, Охридско-Струшкиот регион, да отворат нови работни места. Потоа ги собрав луѓето од нашиот тим. Им го прераскажав разговорот кој што беше многу искрен, многу отворен, многу директен, многу искрен. И можам да кажам дека го паметам од збор до збор, докторе и градоначалниче. И побарав од луѓето во мојот тим да вложат двојни напори во убедување на компании да дојдат тука. И не мислев дека толку брзо ќе успееме. Но еве го, фала му на Бог. 2 компании објавија дека ќе инвестираат во регионот Охрид-Струга. Едната ќе вработи 800, втората 1000 луѓе, вкупно 1800 нови работни места за Охридско-Струшкиот регион.